Повторно сме назад во отвореното студио на телевизија Нова. Американците го дадоа својот глас, во моментов се пребројуваат гласовите. Соединетите Американски држави го избираат новиот председател кој ќе ја води најмоćната држава во светот во наредните 4 години. Во моментов, доколку се подготвени графиките, предлагам да ги погледнеме и да видиме што велат последните резултати, колку електори има Доналд Трамп, а колку Хилари Клинтон. Доналд Трамп има 150, а Хилари Клинтон 109. Ова се последните информации. Да напоменам дека разликата е многу тесна. Пред малку разговарав телефонски со колешката Анита Петровска-Рајковиќ, која е во Њујорк и ја очекуваме во секој момент да се јави во живо и да не извести каква е атмосферата таму, кои се последните информации, какво е расположението во овој голем град. Ги очекуваме, како што кажав, тие информации. Подсетувам уште еднаш, разликата е многу тесна, но засега во водство, според она што досега е пребројано, Доналд Трамп води пред Хилари Клинтон. Имаме подготвено уште една графика, тоа е графичка мапа, доколку може да ја погледнеме на големиот LED дисплеј. Засега тоа би изгледало вака, гледаме дека републиканците од она што досега е пребројано од гласовите, водат имаат освоено повеќе електори за разлика од демократите, за разлика од Хилари Клинтон. Еве може да се подсетиме како било во 2012 година. Токму така во 2012 година победиле републиканците и во 2008 година. Од 2000 година па се до 2012 година воделе републиканците. Дали овој пат оваа 2016 година ќе има пресврт, останува да видиме дали на председателското столче во Соединетите Американски држави ќе седне Доналд Трамп или пак тоа ќе биде Хилари Клинтон. Социјалните мрежи пишуваат секако за изборите во Соединетите Американски држави. Коментарите се дека Трампови ќе слават денеска, но дали ќе биде тоа така останува да видиме. Кажувам уште еднаш дека разликата е тесна. Ја очекуваме колешката Анита Петровска-Рајковиќ да ја вклучиме во живо. Од режија ми кажуваат дека се веќе подготвени и новите графички прикази. Имаме промена на бројките. Ако се подготвени, предлагам да ги видиме. Доналд Трамп има 168 електори, а Хилари Клинтон останува на оние 109. Според ова што сега во моментов го гледаме, Доналд Трамп води. Зборувам, ова се од досега преброените гласови. Гласовите се уште се пребројуваат. За отприлика околу 1 час очекуваме и официјални резултати и да се прогласи победникот, односно новиот председател на Соединетите Американски држави. По меѓувреме ќе се подсетиме на профилите и на Хилари Клинтон и на Доналд Трамп. Предлагам прво да го погледнеме прилогот за профилот на Хилари Клинтон. Прва дама, државен секретар, а сега и потенцијален председател на САД. Несомнено Хилари Родам Клинтон е важен играч на американската политичка сцена. Родена во Чикаго, своето образование го започнува во малото градче Парк Ридж, дипломира на Универзитетот Весли, а подоцна се здобива и со докторат на престижниот универзитет Јейл, пошто служи како правен советник, а во 1975 година се венча со Бил Клинтон. Како прва дама на САД, Хилари помогна во создавањето на програма за здравствено осигурување за децата, а се осврна и кон проблемите со згрижување на деца без родители. Како и во самата председателска кампања, каде фокусот и беше насочен кон позицијата на жената во американското општество, и во текот на својата кариера се осврнуваше на истото прашање. Пример за тоа е конференција на Обединетите нации за жените во 1995 година, каде во тогаш контраверзен и влијателен говор, Клинтон изјави дека човековите права се права на жените, а правата на жените се човекови права.
Tragically, women are most often the ones whose human rights are violated. Трагично. Жените се оние чии човекови права се најчесто кршени. Дури и сега во 20 век, силувањата на жените продолжува да биде инструмент во воените конфликти. Жените и децата го сочинуваат мнозинството од бегалците во светски рамки. Кога жените се исклучени од политичкиот процес, стануваат поранливи и склони кон злоупотреба. Верувам дека сега на работ на новиот милениум, време е да ја прекинеме тишината и светот да чуе дека не е прифатливо да се дискутира за правата на жените, посебно човековите права. Here in Beijing, and for the world to hear, that it is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. Прва државна функција остварува во 2000 година како прв женски сенатор на Њујорк, при што станува и единствената прва дама која некогаш добила мандат како државен функционер, а во 2006 година е повторно избрана во Сенатот. Во 2008 година се кандидира за председател, но ја губи демократската номинација од Барак Обама, а во 2009 година станува државен секретар. И покрај тоа што незините поддржувачи ја квалификуваат како жена борец која одлично се справила со функцијата државен секретар, сепак незините најжестоки критичари не можат да го заборават инцидентот во Либија, за кој сметаат дека остави црна дамка врз незиниот мандат. Имено станува збор кога исламистичка група изврши координирани напади врз објект на американската влада, пошто во незината улога како државен секретар на САД, Хилари Клинтон подоцна ја презеде одговорноста за безбедносните пропусти. Во својата председателска кампања, Хилари се залага за нов даночен систем, поголеми права за лицата со пречки во развојот, поголеми права за ЛГБТ заедницата, социјална помош како и заштита на правата на имигрантите. За сега поголемиот дел од анкетите покажуваат дека Клинтон е во водство, но станува збор за тесна разлика. Во секој случај значително е тоа што за прв пат во историјата на САД граѓаните имаат можноста на гласачкото ливче да заокружат кандидат која е жена. God bless you! Тоа беше профилот на Хилари Клинтон, како што кажав, бројките се менуваат постојано, разликата е многу тесна, имаме и нови последни информации, предлагам графиките доколку се подготвени да ги погледнеме. Така, во овој момент 168 електори има Доналд Трамп, а 122 Хилари Клинтон. Според ова, Доналд Трамп и натаму е во водство. Но дали ќе биде ова до крај така, останува да видиме, сепак гласовите се уште се пребројуваат. Во меѓувреме се посетуваме и на профилот на Доналд Трамп. Officially running for president of the United States. Официјално се кандидирам за председател на САД. Ние повторно ќе направиме Америка голема и значајна. Оваа изјава го означи почетокот на 17-месечната мисија на која тргна Доналд Трамп и за која се надева дека ќе го одведе до место во Белата куќа. Иако на почетокот ретко кој во американската јавност сериозно свати таа желба на Трамп или пак му даваше некакви шанси да ја исполни, еден од најпознатите бизнисмени на светот упорно го следеше својот стил со провокативните ставови, пренагласени изјави и постапки и огромната умешност во користењето на сите видови медиуми и дојде на само чекор од исполнување на својата мисија. Откако влезе во председателската трка, 70-годишниот Трамп успеа да биде истовремено харизматичен и борбен, вулгарен и религиозен и пред се успеа да се представи себе си како представник на растечката струја против политичкиот елитизам на администрацијата во Вашингтон, што во голема мера се шири низ САД. Оваа председателска кампања е негов прв обид да дојде до јавна функција, но тој својот пат кон Белата куќа го нарече движење, а не кампања. На тој пат, Трамп можеби изненадувачки, релативно лесно успеа да ги надмине 10 кандидати од Републиканската партија и да ја добие номинацијата, притоа создавајќи раздор во партијата, но и отпор кај дел од елитата во републиканските редови, кои најавија дека контроверзниот бизнисмен ја нема нивната поддршка. А токму контроверзен е епитетот што најдобро го опишува карактерот на Трамп, особено што тој целосно ја прифати во текот на својата кампања, притоа не осврнувајќи се на обвинувањата дека со тоа руши многу основни принципи на американската демократија.
Една од таквите негови изјави беше и таа дека Хилари Клинтон и масовните медиуми кои се под нејзина контрола ќе ги наместат изборите против него и дека затоа, доколку загуби, нема да ги признае резултатите. На тој начин Трамп и се спротистави на традицијата за мирно предавање на власта во САД. And I'm afraid the election's going to Се be плашам дека изборите ќе бидат наместени. Мислам дека ако не победам со убедлива предност, тоа ќе покаже дека изборите биле наместени. Но таквите контроверзни испади и настапи на Трамп, колку што предизвикуваа шокираност во јавноста и негативни коментари во медиумите, толку тој знаеше да ги сврти во своја полза и да добие одобрување кај пошироката јавност. Но таквото нешто и не е неочекувано за бизнисменот, кој дури 6 пати прогласуваше банкрот на своите бизниси со хотели и казина, но успешно ги надминуваше тие процеси за повторно да стане една од најпрепознатливите фигури во бизнисот. Токму препознатливоста на неговото име и на брендот Трамп е и еден од водечките моменти во неговата кампања, а разноликоста што во себе ја содржи тој бренд му возможува на Трамп одлично да се снаоѓа и да допре до најразличните групи од кои ја бара поддршката за да биде избран за председател. Таквото искуство и препознатливоста во јавноста, овој њујорчанец го црпи од тоа што освен што ја наследи татковата градежна корпорација, тој 10 години организираше неколку од најпознатите избори за мис во САД и во светот, како Мис Тин Америка, Мис Америка и Мис Юниверс. Потоа бил дел од организирањето боксерски и кечерски настани, а има и неколку појавувања на филми во телевизиски серии, за што има и 2 номинации за Еми. Сепак, што се однесува до шоу бизнисот, Трамп веројатно е најпрепознатлив по организирањето реални шоуа. Така тој беше извршен продуцент и водител на реално шоу во кој неколкумина кандидати се бореа да добијат вработување на висока позиција во неговата фирма. You're all fired. All 4 are fired. You're fired. You're fired. Go home. А за ова шоу Трамп доби и својот звезда на булеварот на славните. Токму искуството во реалните шоуа, но и во социјалните и новите медиуми му овозможи на Трамп практично да претвори председателската кампања во реално шоу во кој одлично се снаоѓа. Реално шоу за кое денешното гласање за председател ќе покаже дали американскиот народ ќе му каже на Трамп неговата препознатлива и брендирана изрека "отпуштен си" или пак неговата препознатлива фризура ќе го најде своето место во Белата куќа. You're fired. ...270 електори потребни за победа. Според BBC, Доналд Трамп има 168, а Хилари Клинтон 122. Во моментов ги следиме резултатите кои се на BBC. Колегата Матеј Николовски повторно е со мене во студиото. Матеј, успеа да прибележи некакви информации, што пишуваат медиумите, што објавуваат, има ли некои новости? Така е, Бојана, значи се повеќе гласачки места се затвараат во централниот дел на Соединетите американски држави, но се очекуваат и резултати се уште од источниот брег. Еве ги резултатите. Доналд Трамп има 168, оваа промена доаѓа откако за него се определија и гласачите од Монтана, Мисури и Охајо. Охајо токму се оценува како една од клучните држави, токму поради тоа бидејќи во последниве неколку циклуси од Втората светска војна наваму, како гласале Охајо, тие фактички го предвиделе и победникот, односно новиот председател на Соединетите американски држави. Ќе видиме дали тоа ќе биде така и овој пат. Од друга страна, Хилари Клинтон пак ја освои Њу Мексико и Вирџинија. Вирџинија беше уште една од државите за кои се водеше неизвестна битка, меѓутоа се уште има многу до крајот. Боја на американските медиуми пишуваат дека на Доналд Трамп му оди навистина добро, дури подобро од очекувањата. Се уште во игра, има добри шанси и за победа. Што се однесува до вкупната бројка на гласачи, таа покажува дека околу 48,9% од американските гласачи се определиле за Доналд Трамп, додека 47% гласале за Хилари Клинтон. Ова значи дека генерално поголема поддршка за сега добива Трамп, но тоа и не значи дека тој ќе победи. Таков беше случајот кога Ал Гор доби повеќе гласови, но Џорџ Буш беше избран за председател поради подобрите резултати во клучните држави кои носат повеќе електори, што на крајот беше пресудно. Така и ве гледаме тука и на графичкиот приказ. Во кои држави црвеното се републиканците, синото се демократите. Каде водат републиканците, каде демократите, и според овој графички приказ се гледа дека повеќе електори добил токму Доналд Трамп. Се извинувам, ќе ја вратиме сликата. Матеј, ти подготви еден прилог во однос на политиките на Бил Клинтон, односно неговите политики во однос на Балканот. Така е, Бојана, ќе видиме од прилогот, можеби ќе има сличност меѓу неговата сопруга Хилари и Бил Клинтон. Предлагам да го погледнем, имаше тој доста
влијание на Балканот, особено во последните судири во поновата историја, оние во Босна и Херцеговина и на Косово, дојде во Македонија. Предлагам да погледнеме што точно правеше Бил Клинтон на Балканот. Статуата на Бил Клинтон во Приштина веројатно најдобро зборува за неговата политика на Балканот и последиците кои таа ги предизвикала. Албанците го сакаат, србите го мразат. Ова е општиот впечаток кој може да се добие од ставовите на мнозинството на овие народи. Ова се должи на фактот што како председател на Соединетите Американски држави од 1993 до 2001 година, Бил Клинтон ги помина најголемите судири на Балканот во поновата историја. Директно влијаеше на конфликтот во Босна и Херцеговина, а подоцна и на војната во Косово и бомбардирањето на Србија. Во 1994 година Клинтон се спротивстави на обидот на дел од конгресмените да биде подигнато ембаргото за тргување со оружје со земјите од поранешна Југославија, но американската администрација воведе економски санкции кон Србија. Во екот на борбите во Босна и Херцеговина, по вториот масакар на плоштадот Маркале во Сараево, во 1995 година, американската армија и силите на НАТО почнаа со воздушни напади врз босанските срби, кои беа обвинети за бомбардирање на цивили. Операцијата беше наречена намерна сила и траеше од 30 август до 20 септември. Потоа почнаа мировните преговори кои завршија со постигнување на Дејтонскиот договор. Документот го потпишаа тогашните председатели на Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина, Слободан Милошевиќ, Фрањо Туџман и Алија Изетбеговиќ. Како еден од меѓународните гарантори на договорот е Бил Клинтон. This summer, Bosnian Serb shelling once again. Ова лето бомбардирањето на босанските срби повторно ги претвори босанските игралишта во полиња на смртта. Како одговор, САД ги предводеа жестоките континуирани воздушни напади на НАТО, голем дел од нив предводени од вешти и храбри американски пилоти. Овие воздушни напади, заедно со обновената одлучност на нашите европски партнери и Русија, како и босанските и хрватските напредувања на боиштата, ги убедија србите конечно да помислат на мир. Конечно пред 3 недели, муслиманите, хрватите и србите дојдоа во Дејтон, Охајо, во срцето на Америка да преговараат за решение. Таму, изморени од војната, се обврзаа на мир. Се согласија да ги остават оружјата, да ја зачуваат Босна како една држава, да ги истражат и судски да ги гонат војните криминалци, да ги заштитат човековите права на сите граѓани и да се обидат да изградат мирна демократска иднина. Исто така побараа помош од Америка за да го имплементираат овој мировен договор. Во 1998 година етничките тензии во регионот повторно се разгореа. Централно жариште овој пат беше Косово. Вооружената групација ОВК или Ослободителна војска на Косово започна да ги напаѓа полициските станици и други цели на српските безбедносни служби. Официјален Белград ги нарече терористичка организација и отпочна офанзива против нив, додека мнозинството од албанското население ги гледаше како ослободители и борци за нивните права. Американскиот дипломат Роберт Гелбарт исто така ги нарече терористи, но само неколку месеци потоа оствари средба и разговори со дел од политичките лидери на оваа организација. Паралелно со ова, председателот на тогаш непризнаената држава Косово, Ибрахим Ругова, замина во Вашингтон на средба со Бил Клинтон, каде побарал поголема поддршка од Соединетите Американски држави. Една година подоцна, американската армија заедно со силите на НАТО започнаа да ја бомбардираат Сојузна република Југославија. Како повод беше наведено одбивањето на српските власти да го потпишат мировниот договор изготвен од САД, кој предвидуваше распоредување на војници на НАТО во Косово и Србија за спроведување на мирот. Today, our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces. Денес нашите вооружени сили им се приклучија на НАТО сојузниците во воздушните напади против српските сили, одговорни за бруталноста во Косово. Постапивме одлучно поради неколку причини. Делуваме за да заштитиме илјадници невини луѓе во Косово од растечката воена офанзива. Сакаме да спречиме поголема војна, да го разлееме бурето барут во срцето на Европа, кој експлодираше 2 пати во овој век со катастрофални резултати. Исто така делуваме обединето со нашите сојузници за мир. Со овие постапки ги браниме нашите вредности, ги заштитуваме нашите интереси и ја унапредуваме каузата за мирот. Операцијата беше спроведена без согласност на Советот за безбедност на Обединетите нации. Таа траеше околу 2,5 месеци и резултираше со стотици цивилни жртви, уништена инфраструктура и воени капацитети. Бомбардирањето заврши со потпишувањето на Кумановскиот договор во Македонија. Потоа југословенските сили се повлекоа од Косово, каде почна административната и миротворна мисија на Обединетите нации.
Македонија, како гранична зона на конфликтот во Косово, беше прибежиште за десетици илјади бегалци. Прифатните кампови беа посетени од тогашниот американски претседател кратко по завршувањето на воените действија, а покрај него беше и неговата сопруга и кандидат за нов претседател на САД, Хилари Клинтон. Тие беа дочекани и испратени од бегалците како херои. Proud of what we did because we think it's what America. Горди сме на тоа што го направивме и за тоа што се залага Америка. Сметаме дека никој никогаш не треба да биде казнет, дискриминиран, убиен или протеран поради нивната религија или етничка припадност. Чест ни е што сме овде со вас. Благодарноста на косовските граѓани кон Клинтонови може да се види и ден денес. Во центарот на Приштина е исправена 3-метарска статуа на Бил Клинтон, која беше поставена во 2009 година. На церемонијата присуствуваше и самиот тој, кој им се заблагодари на присутните за честа која му укажуваат и рече дека му е мило што помогнал да се овозможи подобра иднина. Неговото име го носи и булеварот на кој е поставена скулптурата, а недалеку од ова место може да се види и бутикот за женска облека Хилари, место кој и самата го посети. Додека Бил Клинтон беше председател, Соединетите Американски држави ја признаа суверена Македонија во 1994 година, а дипломатските односи беа воспоставени една година подоцна, иако под нашето уставно име бевме признаени дури во 2004 година од неговиот наследник Џорџ Буш. Клинтон имаше 2 средби со првиот македонски председател Киро Глигоров. You bore this burden at great cost and Го носевте овој товар за висока цена и значителен ризик, за заедно да можеме да целиме кон визија за Југоисточна Европа, многу поразлична од ужасното етничко чистење во Косово и во Босна. Го сопревме тоа. Сега е време да градиме подобра иднина и ви ветувам дека САД ќе работат заедно со вас. Клинтон се верува дека одиграл улога во вршењето притисок за подигнување на ембаргото од Грција. Неговата администрација во неколку наврати во 90-тите години ја истакна важноста на македонската влада и држава во одржувањето на мирот и стабилноста во регионот. Повторно назад во отвореното студио на телевизија Нова, во меѓувреме имаме промена на бројките 131. Хилари Клинтон, 168 електори Доналд Трамп. Хилари Клинтон победи во Колорадо, мате. Така е, уште 9 електори донесе Колорадо на Хилари Клинтон, со тоа бројката се зголеми на 131, меѓутоа да не заборавиме дека се уште немаме информации од Калифорнија, тие по традиција гласаат за демократските кандидати, а таа земја носи најмногу електори, 55, така што може да се стопи ова водство на Доналд Трамп. Инаку Колорадо исто така беше една од клучните земји на кои се водеше неизвестна битка. Колорадо во 2008-2012 гласаше за Обама, иако претходно цели 30 години воглавно гласаше за републиканските кандидати. Така интересно е да спомнеме тука Обама што им остави на Хилари Клинтон и на Доналд Трамп, колку работа ќе имаат секако и во надворешната политика и се останато. Подготвивме еден прилог. Еве да се подсетиме што им остави Обама на Доналд Трамп или на Хилари Клинтон, кој да седне од нив во претседателското столче, односно ќе се смести во Белата куќа. Малку американски претседатели влегле во Белата куќа со поголеми очекувања од Барак Обама во јануари 2009-та. Кандидатот на надежта за промена само 8 месеци подоцна, со се уште беззначајни дипломатски достигнувања на резимето, ја доби Нобеловата награда за мир. Но очекувањата се покажаа речиси невозможни. Обама наследи куп предизвици: израелско-палестинскиот конфликт, стапицата на американските инвазии во Ирак и во Афганистан, заканата од тероризмот, се поагресивната Русија и опасноста од климатските промени. Додека се подготвува да ја напушти Белата куќа, аналитичарите му припишуваат скромни успеси во надворешната политика постигнати преку трпелива употреба на дипломатија, иранскиот нуклеарен договор, помирувањето со Куба и договорот за климата.
На крајот од мандатот Обама се помалку изгледа како борец за светски мир, како што очекуваа многумина, а се повеќе како прагматичен реалист, како што и беше потребен на земјата, подготвен да ги прошири хоризонтите на Америка и да се помири со старите непријатели, но и да употреби сила таму каде што треба. But I do think he wanted to reorient the emphasis in American. Мислам дека не сакаше да ја преориентира американската надворешна политика од Средниот Исток кон пошироките светски прашања, подемот на Азија, предизвиците на климатските промени, туку постепено да не оддалечи од некои од овие конфликти, но не беше пацифист, бидејќи тој го зголеми тројно бројот на американски војници во Афганистан и потоа изведе 10 пати повеќе напади со дронови отколку председателот Буш, а го дозволи и нападот на Бин Ладен. And of course authorized the Bin Laden raid as well. Ветувањето на Обама дека ќе ги рестартира односите со исламскиот свет во револуционерниот говор во Каиро во јуни 2009 беше можеби најамбициозниот и најмалку одработен потфат. По 2 мандати справување со револуции, контрареволуции и војни во арапскиот свет, Обама му остава на наредниот председател хаос во наследство. It's true that when Barack Obama with Вистина е дека Барак Обама ја повлече војската од Ирак на барање од ирачкиот политички систем, но не вложи многу напор да ги разубеди како што требаше, што доведе до можност за подем на ИСИС, но ние не ја создадовме ИСИС, ниту метастазата на Ал-Каида. Војната против тероризмот на многу начини ги смени одлуките на Обама во текот на мандатот, принудувајќи го да ја задржи војската во Афганистан и во Ирак. Тој ги збуни неговите конзервативни критичари со тоа што председаваше со операцијата на специјалните сили во мај 2011 во Пакистан, во која беше убиен Осама Бин Ладен. Но акцијата не испадна пресвртница како што се надеваше администрацијата и за да се справи со отпорната Ал-Каида на места како Јемен и Северна Африка, Обама дозволи опширна програма со дронови во која загинаа илјадници исламистички борци и над 1000 цивили. He has crossed a red line here, legally speaking. Ја помина црвената линија, правно зборувајќи постави преседан со војувањето со дронови, што ќе ни се врати како бумеранг. Се гледа дека и самиот го разбира тоа. Тој е многу интелигентен, уставен адвокат, свесен за историјата. Затоа во изминатата година почна да поставува граници на војувањето со дронови, но тоа ќе биде дел од неговото наследство. Само 1 месец откако стапи на власт, го зголеми бројот на трупите во Ирак и во Афганистан со надеж дека ќе постигне доволно безбедност за да овозможи повлекување на САД од земјата. Но исто како неисполнетото ветување да го затвори Гвантанамо, најдобрите намери на Обама во Афганистан остро се судрија со реалноста. Повеќе успех имаше со Куба. Обновувањето на дипломатските односи во јули 2015 ги носи сите одбележија на неговата надворешна политика, трпелива демократија. Тој седна на маса со противниците, за разлика од неговиот претходник Џорџ Буш, кој го нарекуваше островот Оска на злото. U.S. foreign policy should be largely diplomatic. Американската надворешна политика треба да биде главно дипломатска и Обама го разбираше тоа. Беше подготвен да преговара напорно на теми како нормализацијата на односите со Куба, Иран и иранската нуклеарна закана. Мислам дека во двата случаи напредокот го донесе неговата определба и упорност. Можеби најризичниот потфат на Обама беше нуклеарниот договор со Иран од јули 2015 Беше склучен при крајот на вториот мандат и во него се гледа долгорочната стратешка визија за која му одаваат признание експертите. Вториот клучен договор е Парискиот договор за климата, кој треба да стапи во сила само неколку дена пред изборите. Администрацијата на Обама наследи многу предизвици, но исто така и пропушти можности за позитивна промена, како востанието од арапската пролет во 2011 кој тогаш ги сметаше за периферни конфликти. Се обиде да дојде до суштината на дел од проблемите, како палестинско-израелскиот конфликт, и повторно се соочи со обструкции, главно од израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, што ја направи работата невозможна. Неуспехот на САД и на Европската Унија да одговорат со план за стабилизација на Либија по соборувањето на Гадафи резултираше со расцеп на земјата. Среде војната бура, американскиот амбасадор Кристофер Стивенс беше убиен за време на нападот врз конзулатот во Бенгази на 11 септември 2012 Инцидентот ја прогонува и председателската кампања на Хилари Клинтон, која тогаш беше државен секретар. Но неуспесите во Либија се бледи во споредба со катастрофата во Сирија. Во Вашингтон постои согласност дека можеме да водиме бескрајни дебати и да вршиме притисоци, а ситуацијата на теренот едноставно ќе остане замрзната во времето, додека не се согласиме да ја дадеме политички контекст. Верувам дека имавме многу повеќе политички опции кога почна востанието во Сирија. Пропуштивме многу шанси да спречиме ситуацијата да излезе од контрола до овој степен.
Критичната пресвртница во конфликтот се случи во август 2012-та, кога Обама славно повлече црвена линија на користењето на хемиско оружје. Прво го повика Асад да отстапи од власта, а сега отиде чекор подалеку, очигледно заканувајќи се со воена акција. Но кога Асад употреби хемиско оружје, точно една година потоа, убивајќи 1500 луѓе, од кои 400 деца, Обама се повлече и ја прифати руската иницијатива да го убеди Асад доброволно да го предаде хемискиот арсенал. Немам никаков проблем со тоа председателот да повлече црвена линија, но тоа не треба да биде реторичка, туку вистинска линија што се повлекува не повеќе отколку еднаш на секој четврт век. Но фактот дека не се држевме до нашите црвени линии не доведе до тоа постојано да не предизвикуваат. Затоа кој да биде наредниот председател, неговата прва година ќе биде турбулентна. Судирот со Русија го вовлече Обама уште подлабоко во конфликтот. Анексијата на Путин на Крим на почетокот на 2014-та повторно беше тест за вештината на Обама на меѓународната сцена. Но и тој сметаше дека не вреди да се предизвика Москва во Крим, исто како што направи и Џорџ Буш со Грузија во 2008-та. The world is a little bit more demonstrably Светот е малку поочигледно хаотичен, но истовремено мислам дека Обама се справува со Русија и со Кина и се надевам дека Иран добро се вклопува во ова. Се бореше со ИСИС и хаосот во мнозински сунитскиот Среден Исток, Ирак, Сирија и Либија. Мислам дека неговото наследство не е многу добро, но би рекол дека е разумно солидно, со оглед на големите предизвици со кои се соочи на негова смена. 8-те години на Обама беа турбулентни на светската сцена, ги збунуваше критичарите исто колку и поддржувачите и беше помалку месија отколку што се очекуваше од него, секогаш одејќи по средниот пат, политика што го следеше и на домашната арена. Изборот на првиот афроамерикански председател беше пресвртница во бурната историја на расните односи во САД. 8 години подоцна, со Доналд Трамп и Хилари Клинтон раскарани за расната политика, американците велат дека неговото наследство е дефинитивно измешано. The views on race relations have become increasingly negative and are far more. Ставот за расните односи стана се понегативен. Сега се многу полоши отколку поголемиот дел од минатата деценија. Кога Барак Обама дојде на функцијата неколку месеци пред неговата инаугурација, чувството дека расните односи се главно добри беше на највисоко ниво. Но во изминатите години, особено последниве две, ставот стана многу понегативен. Обама посвети голем дел од својот мандат и на спроведувањето на реформата на законот за огнено оружје, за да го спречи вооруженото насилство, особено масовните пукања. Овие мерки главно немаа ефект, бидејќи убиствата на американските улици продолжуваат со исто темпо. Somehow this has become routine. Некако стана рутина, извештаите станаа рутина. Мојот одговор на овој подиум стана рутина. Разговорот по настанот. Сме отапеле на овие работи. Зборувавме за ова по Колумбајн и Блексбург, по Тусон, по Нјутаун, по Аурора, по Чарлстон. Не може некој што сака да им наштети на други луѓе да дојде толку лесно до оружје. Уште од првиот ден на председателствувањето, Обама се соочи со економска криза, што експлодираше со гречките на пазарот на недвижнини и што се закануваше да ја турне нацијата во длабока рецесија или уште полошо во депресија. Најголемото достигнување на председателот Обама беше тоа што не излече од многу длабоката дупка што ја наследи во големата рецесија и се потруди да се осигура дека нема да се случи повторно со банкарската реформа Дод-Френк. На почетокот на 2009-та невработеноста достигна 10,3%, а сега е намалена на 5%. Но додека корпорацијските профити уриваат рекорди и растат приходите на горните 40% од населението, средната и ниската класа уште повеќе осиромашуваат. Вистина е дека се уште имаме огромна нееднаквост и стагнација на платите, а тоа е главниот економски предизвик за тој што ќе дојде на власт во јануари. За многумина, главното наследство на Обама е законот за достапно здравство. Дури 20 милиони неосигурени луѓе првпат добија пристап до здравствените установи. Сепак, Обама ќе останува прашање на социјални поделби и речиси половина од американците се против него. Уште едно клучно наследство од председателството на Обама беше неговата одбрана на правата на ЛГБТ заедницата. Го почна првиот мандат како противник на геј браковите, но до реизборот во 2012-та го смени мислењето и за време на вториот мандат беа легализирани во сите сојузни држави. Со сето тоа што го постигна во изминатите два мандати, 44-тиот председател на САД сега се обидува да го зацементира своето наследство со изборот на Хилари Клинтон. Како што кажа, ќе го смета за лична навреда ако американските гласачи не гласаат за неа.
Неговите помошници наводно рекле дека за да остане неговото наследство врежено во американското општество, 45-тиот председател мора да ги продолжи политиките и платформите што ги почна првиот афроамерикански председател на нацијата. Имаме и нови бројки, предлагам да ги погледнеме графиките доколку се подготвени. Има пресврт. Доналд Трамп 172 електори, Хилари Клинтон 190 електори. Предходно ситуацијата беше поинаква. Хилари Клинтон имаше помалку електори од Доналд Трамп. Но во моментов се сменија бројките и кладилниците секако не се имуни. Во моментов можеме да видиме каква е состојбата во кладилниците, кој е коефициентот. За Хилари Клинтон е 8, а за Доналд Трамп е 1,10. Така го гледаме тоа и на бимот. Хилари Клинтон 8, Доналд Трамп 1,10. Тоа значи дека колку е помал коефициентот, толку се шансите поголеми за победа. Според ова, Доналд Трамп има поголеми шанси за победа, но бројките и овде постојано се менуваат. Во меѓувреме на социјалните мрежи се појави видео каде што Доналд Трамп во неговиот хотел слави. Предлагам тука да го погледнеме видеото. Ете, во штабот на Доналд Трамп видовме една победничка атмосфера, се слави. Иако, како што кажав, се уште се пребројуваат гласовите. Ова не се конечни резултати, доколку може режија, доколку сме подготвени уште еднаш да ги погледнеме графичките прикази, да видиме каква е во моментов ситуацијата, кој колку електори има. 190 Хилари Клинтон, 172 електори Доналд Трамп. Пред 10 минути ситуацијата беше многу поразлична, односно Доналд Трамп имаше повеќе електори од Хилари Клинтон. Очекуваме така има пресврт. Дали може би имаме некои нови бројки, режија, доколку имаме нови бројки, би сакала да ги погледнеме. Или во моментов сепак остануваат овие бројки. Ја очекуваме и колешката Анита Петровска-Рајковиќ од Њујорк да се јави со последните информации. Во Њујорк токму така имаме пресврт. Доналд Трамп повторно во водство 201. За Доналд Трамп 190 електори за Хилари Клинтон. Повторувам, 201 за Доналд Трамп, 190 електори за Хилари Клинтон. Ова се во моментов последните бројки, од минута во минута се менуваат. Го очекуваме и вклучувањето на колешката Анита Петровска-Рајковиќ од Њујорк. Се уште ја немаме на линија, кога ќе ја имаме на линија, секако ќе ја вклучиме да видиме каква е атмосферата во Њујорк, кои се последните информации од таму. Телевизија Нова во текот на целиот ден ве известува за последните случувања во однос на претседателските избори во Соединетите Американски држави. Исто така, во текот на вечерта можевме да се потсетиме на оние профили на Хилари Клинтон, на Доналд Трамп, на нивните кампањи кои беа исполнети со доста навреди и обвинувања. Ова во моментов што го гледаме е во штабот на Доналд Трамп. Атмосферата од штабот на Доналд Трамп и таму се гледаат и се слушаат резултатите. Како што
се пребројуваат, нели, гласовите, така и доаѓаат резултатите. Интересно е дека и животните гласаа за тоа кој би можел да победи. Има и предвидувања. Колешката Елена Тарчуговска подготви еден прилог, во меѓувреме додека ги очекуваме новите резултати да го погледнеме и овој прилог. Животни во зоолошка градина во Животни во зоолошка градина во сибирскиот град Краснојаркс направија контрадикторно предвидување на резултатите од претседателските избори во САД. Видео објавено од страна на зоолошката градина покажува како тигар и поларна мечка се одлучуваат за тиква со ликот на кандидатите. Женскиот тигар Юнона ја избра кандидатката на демократите Хилари Клинтон, додека поларната мечка Феликс се одлучи за републиканецот Доналд Трамп, иако кратко се двомеша околу изборот. Од зоолошката градина вела дека животните имале тежок избор, а тиквите биле наполнети со омилената храна на Юнона и Феликс, свежо месо и риба. Рече, ако сме подготвени да ги видиме последните информации, последните бројки што велат, графичките прикази, графичкиот тим на телевизија Нова секако постојано не апдейтува со нови информации. 201 за Доналд Трамп, 190 електори за Хилари Клинтон. 197, се извинувам, тоа е последната бројка, 197, разликата е многу тесна. Верувам дека до крај ќе биде неизвестно. А ние тука гледаме еден прилог кога се прогласува победникот, односно кога се прогласува претседателот на Соединетите Американски држави. Председателот на САД се избира индиректно, преку систем кој се нарекува изборен колегиум, кој е дефиниран со вториот член од Уставот на САД. На само 6 недели после изборот на изборниците, представниците на граѓаните се среќаваат во Вашингтон, кога официјално го прогласуваат председателот на САД и заменик председателот. И повторно имаме компликации. Изборниците, официјалните представници на граѓаните, не се обврзани да гласаат согласно изборот на граѓаните, односно имаат право да гласаат согласно својата волја. Досега, дури 87 пати, изборниците останале глуви на волјата на граѓаните, иако оваа нивна одлука не влијаела на крајниот исход на претседателските избори. На 17 декември, електорите од сите држави се собираат за да гласаат и официјално го избираат претседателот. Она што интересно е да овие резултати во 6 примерока се испраќаат до Сенатот, 2 примерока до државниот секретар, 2 примерока до архивата, 1 до претседателот на судот. Резултатите треба да се достават најдоцна 9 дена по гласањето на електорите. Сенатот на 6 јануари се состанува и ги пребројува гласовите. На посебна седница треба да го прогласи победникот на изборите. Доколку ниту еден кандидат не освоил 270 гласа, тогаш, според 12-тиот амандман на Уставот, представничкиот дом одлучува за резултатот од претседателските избори, односно, избира од трите кандидати кои добиле најголем број на изборни гласа. Истата процедура се применува и за изборот на заменик председателот. На 20 јануари се организира официјалната инаугурација на новиот председател на САД. Официјално избраниот председател дава заклетва и со тоа официјално станува председател на Соединетите Американски држави. Она што е интересно за овие избори е што покрај гласањето за председател, американците на 8 ноември ќе треба да го изберат и новиот состав на парламентот, Конгресот, 1/3 од составот на Сенатот, во 12 од 50 американски држави ќе се избираат и нови гувернери, истовремено ќе се одржат и 157 разни референдуми за различни прашања. Во Калифорнија, на пример, ќе се одлучува дали порнографските глумци ќе мора да носат кондоми во некои од државите. Новие избори, право на глас, имаат околу 225 милиони американци.
Разликата е тесна, засега во водство е Доналд Трамп, но битката докрај ќе биде неизвестна. Одиме да видиме што известуваат американските медиуми, кои се последните информации со кои располагаат тие. Еве што вели CNN. You're looking at Donald Trump and you're saying that we keep focusing on are there enough votes left for Hillary Clinton? Well, in Wisconsin, Она што интересно е Висконсин, кој што имаме резултати скоро и да се конечни, немаме уште многу во очекување. Она што можеме да го направиме е да ви прикажеме тековната ситуација. Ова е председателската трка за оваа држава која што е цела плава, никој не верува дека републиканците овде ќе успеат. Значи, можеби пред 4 години ситуацијата беше друга, која што беше целата плава, тоа е пред 4 години, а сега е целосно црвена. Ова се мали градови во Америка, каде што живеат луѓе кои што припаѓаат на работничката класа, кои што сега го имаат променето својот став. Постојат луѓе кои што ја даваат поддршката на Трамп во овде имаме околу 94% во Филаделфија. Повторно ги очекуваме и овде конечните резултати, но на Хилари е потребна и се потребни уште дополнителни гласови, значи околу 20.000 гласови за да може да победи. Сепак Трамп успеа да ги освои гласовите во овие области каде што живее работничката класа. Гледаме тие се сега ја имаат сосема друга боја. Ова е домот на Џон Бајден, а Обама овде имаше веднаш од самиот цар 95%. Сега имаме 50%. Станува збор за 100% гласање на жителите во оваа држава. Доколку се сеќавате, претходно зборувавме дека имаме мала разлика помеѓу гласовите во овие области. Ако ги погледнеме, 52 со 53, значи не е лошо, 52 пред неколку години, 53 сега не е лоша. Дури и овие неколку мали разлики кои што постојат, процентуални разлики, сепак може да влијаат врз победата, но таа овде не води. Ајде да погледнеме 40%, значи да ги погледнеме местата кои што всушност не успеале да ги добиеме барем 95% од гласовите. Гледаме овде водат републиканците, се уште во очекување на неколку гласови. Знаете, повеќе од 90%. Ова се големи градови, повторно во малите места. Значи, тука имаме неколку десетици гласови, гледаме дека 95% од луѓето веќе гласале и е сосема разумно е да се предпостави доколку се продолжи во оваа насока. Луѓето кои што ја поддржуваат кампањата на Трамп и соработниците кај успеа да извојуваат победа овде. Останува да ги преброиме бодовите кои што ги имаме овде. Станува збор за една специфична ситуација, Висконсин, но и Пенсилванија, каде што ги очекуваме последните гласови. Ова е Мичиген. Повеќето од гласовите се во областите каде што победуваат практично републиканците. 51.000 гласови. Значи, ова е повторно 51%. Иако звучи многу, сепак ова е голема област, се уште не ги имаме добиено конечните резултати од оваа област. Може да бидеме малку и скептични кога станува збор за тековните резултати, но ако ја погледнеме ситуацијата што се случи во Вирџинија, од една насока, од еден кандидат кој што води веќе во наредната минута, некој друг го превзема водството, тогаш би требало да бидеме внимателни. Иако Клинтон со недели овде лобираше и одржуваше митинзи. Значи, може би за кратко време ќе имаме и промени. Мичиген и Висконсин се местата кои што треба да ги освои, додека Пенсилванија е позицијата која што треба да ја задржи. Ако ги погледнеме резултатите во Висконсин, 52%. Она што ни е интересно е да се види какви ќе бидат резултатите од гласовите кои што ги очекуваме. И ова се предвидувањата. Хилари Клинтон се очекува, има освоено победа во Орегон. Во Небраска е она што го предвидовме и се потврди Трамп, кој што успеа да ги освои гласовите на изборниците во Небраска.
каде што има 4 од вкупно 5. Да погледнеме мапата на изборниот колегиум, во моментот 197 се гласовите кои што ги доби Хилари Клинтон, за разлика од Трамп кој што има 187. Сепак е прерано да дадеме предвидувања за оние држави кои што ги очекуваме резултатите. Ајде да видиме каква е ситуацијата во Небраска. Значи, скоро во сите од оние држави кои што и беа потребни успеа да ги освои. Охајо, не знам што каква ќе биде ситуацијата со Калифорнија, но патеката на Клинтон е се уште пред неа. Патеката која што ќе води до незината победа се уште отворена. Ние не можеме со сигурност да потврдиме, се уште и е потребна Пенсилванија да победи, Орегон и Мичиген. Но и со овие држави, сепак ќе се постави прашањето за Висконсин. Што ќе се случи со Висконсин? Во моментов ги пресметуваат, ги одземаат практично бодовите кои што таа ги доби, согласно досегашните предвидувања, имајќи во предвид предвидувањата кои што ги имавме дека таа ќе успее овде да извојува победа. Се уште не знаеме што ќе се случи во Висконсин, но тие ги даваат своите лични предвидувања и таа никогаш всушност пак и не беше, не дојде во Висконсин и е многу специфично уште со самата победа на незиниот претходник, сегашниот председател. Ова е многу либерална држава, она што досега го видовме и за Мичиген, постои можност да извојува победа, но сепак зборуваме за Висконсин и Мичиген, но што е со останатите држави кои што не разочара, каде што Хилари Клинтон всушност и не победи на примарните избори кои што го значија почетокот на самата трка. Значи, всушност, таа ја нема и основата која што е потребна. Демократите, всушност, изгубија половина од нивните места. Зборуваме цело време затоа што она за што ни е особено битно е што ќе се случи во рамките на Републиканската партија и кој всушност во наредниот период кај ја предводи самата Републиканска партија. Значи, како што стојат ситуацијава, ајде да го погледнеме Мичиген. Доналд Трамп предводи, но неговите резултати се тесни, мала е разликата. 37 со 9 со 47,0%, тоа е многу мала разлика, сепак постои можност да ги освои гласовите овде. Согласно тековната ситуација во Мичиген, можеме да кажеме дека е особено ова е ситуација која што се соочува со предизвици. Имајќи го предвид резултатот на Берни Сандерс кој што го имаше во овие резултати. Она што треба да се постави како прашање во рамките на нивната партија всушност што тргна наопаку, каде е проблемот? Доколку и таа успее да ги освои гласовите на работничката класа во овие држави, сепак ќе биде ставено под знак прашање, незината победа. Имајќи во предвид дека Берни Сандерс го отстапи местото и го даде водството на Хилари Клинтон, сепак во рамките на Демократската партија ова е многу. Майкл Мур од Мичиген, оној кој што ги прави познатите филмови, тој беше особено запрепастен од резултатите кои што ги добија за овие држави. Она што се случи за време на примарните избори, иако се предвидуваше дека Хилари Клинтон ќе победи на примарните избори, сепак Сандерс беше тој кој што ја извојува победата. Станува збор за период во кој што пред самите избори и после самите избори, кога всушност треба да ја создаде својата основа. Еден од нив е и Мичиген, држава во која што треба да им посвети посебно внимание. Станува збор за се потесна врска, се потесни резултати. Се уште трката е тековна, 47 со 8, 47 со 2. Мичиген, Пенсилванија и Хемшир се уште се оние кои што се битни и повеќе од очекуваното, имајќи во предвид дека резултатите се многу блиски еден до друг. Она што е многу значајно е дека
со Мичиген и Висконсин се оние држави кои што всушност ќе бидат одлучувачки кој ќе биде председателот, идниот председател на Соединетите Американски држави. Слушнавме што известува CNN за председателските избори во Соединетите Американски држави. Ги видовме и бројките со кои располага овој медиум. А ние одиме сега во живо во Њу Јорк, каде што е нашата колешка Анита Петровска-Рајковиќ. Ани, доколку се слушаме, каква е атмосферата таму, кога да ги очекуваме официјалните резултати? Се засештува Бојана атмосферата овде на Таймс Сквер, сите очи се вперени во овој голем видеобим, каде што од минута во минута се менуваат резултатите како што пристигнуваат. Оние податоци последни кои што ги имам дека е од над 68% преброени гласови води Трамп. Се црвене е мапата на Соединетите Американски држави, но тоа не мора ништо да значи. Не е битно дали има освоено повеќе држави, битно е дали тие држави носат повеќе од гласовите кои што треба да ги добие, значи вкупно 250 електорати за да може да биде избран за наредниот председател на Соединетите Американски држави. Она што сега во овие моменти јас можам да го видам е дека вела дека 209 електорати има освоено Хилари Клинтон, а 222 во овој момент има освоено Доналд Трамп. Да потенцирам, ова се работи за над 68% од преброени гласови. Процентуално се вели дека околу 47% од гласовите ги има освоено Хилари Клинтон, а над околу 49 речиси 50% од гласовите ги има освоено Доналд Трамп. Она што е интересно и битно е да се спомене, дека според последните информации Флорида е една од оние battleground држави, 10 држави одлучувачки за овие избори, ја добил токму Трамп. Иако се очекуваше, тој и губеше за неколку стотини илјади гласови за време на оно предвремено гласање, они 50 милиони американци што го искористија правото да гласаат предвреме, тој губеше од Хилари, но ете, дури се велеше денеска дека имало рекордна излезност на населението кое што е главно имигрантско население, односно латиноамериканците, и многумина тоа го протолкуваа како ете доказ дека тие излегле да гласаат токму против Трамп и неговите мерки за имигрантите и неговите изјави дека ќе ги врати сите имигранти дома и дека ќе изгради зид кон Мексико, а за тоа ќе плати мексиканската држава. Но ете, според последните информации, од над 99 проценти преброени гласови во Флорида, Трамп води. Тешко е, според оние проценти кои што го има, тешко дека и оној 1% кој што станува да се преброи ќе и донесе на Хилари победа во Флорида. Исто така, според информациите, Охајо исто така една од оние 10 битни battleground држави, исто така ја добил Трамп, но две други држави од тие 10 пак има добиено Хилари Клинтон. Она што е интересно е дека Флорида носи 28 електорати дури, а Пенсилванија 20 електорати. Пенсилванија ја доби Хилари Клинтон. Како што кажав, се засештува овде атмосферата, бројките постојано се менуваат од минута на минута, иако претходно беше најавено дека некаде после 21 часот и 30 минути веќе ќе се знаат резултатите. Еве, се уште сме овде на Таймс Сквер, се уште е неизвестно, и она што е повеќе од сигурно дека и без разлика каде кој победил, тоа е толку тесна разлика, така да буквално до последниот момент нема да се знае кој ќе биде идниот председател на Соединетите Американски држави. Бојана? Анита, дали имаме информација каква е атмосферата во штабовите на Хилари Клинтон и Доналд Трамп? На социјалните мрежи се појави едно видео од кое што можеме да видиме дека Доналд Трамп веќе слави.
може да се доколку одите во било кој од овие два штаба ќе забележите атмосфера на славење. Луѓето ќе ви кажат дека дошле тука да прослават, дека дошле тука да бидат дел од историјата, случајното на историјата и поддржувачите на Хилари и поддржувачите на Доналд ќе ви го кажат истото. Значи славеничка атмосфера има и таму и таму, но и таму будно се гледаат мониторите и се следи како ќе оди гласањето. Мислам дека најнервозни се двајцата председателски кандидати кога гледаат волку тесно, дека се менуваат постојано бројките, де едниот искокнува во водство, па де другиот. Не верувам дека некој во овие моменти е подготвен се уште да започне да слави од овие двајца кандидати, ниту нивните штабови. Луѓето сами по себе, поддржувачите на Хилари Клинтон се веќе во Жави центарот од пред речиси 3-4 часа. Ние бевме таму, можеме да забележиме река од луѓе кои што влегуваа во центарот, кои што собира 200.000 луѓе велат. Исто така многу поддржувачи и кај Трамп во хотелот Хилтон овде на Менхетан. Сите се подготвени за славење, на кој ќе слави? Ќе видиме тоа прва. Секако, Анита, те очекуваме со официјалните резултати и да видиме кој ќе слави вечерва, односно денеска. Ти благодарам и за ова вклучување, само да кажам дека она што можевме да го видиме, односно овој голем бим кој го гледаме во Њу Јорк, резултатите од председателските избори во САД, значи може да се следат преку овој бим, импресивна светлечка проекција, прикажана на една од највисоките згради во Њу Јорк, тоа станува збор за Empire State Building, а е овозможена од страна на американската телевизија CNN. Светлата кои се во сина, црвена и бела боја, опфаќаат 32 ката од облакодерот, а преку нив се прикажуваше и одбројувањето до затворањето на избирачките места. Сега се прикажуваат и резултатите. Амбициозниот проект на CNN изгледа импресивно, но дел од американската јавност смета дека телевизијата претерала со употреба на технологија, додека на други навистина многу им се допаѓа оваа замисла, мислењата се поделени. Сега предлагам повторно да се вклучиме во CNN доколку сме подготвени режија, да видиме што пренесува CNN, кои се нивните последни информации и бројки со кои располагаат. Во CNN да видиме со кои бројки располагаат тие. Потсетуваме дека овој видео, огромен видео бим, светлечка проекција на која се прикажуваат резултатите. Така, одиме во CNN. Доналд Трамп има 47%, значи станува збор за Клинтон кој што води во Пенсилванија. Она што може да го видиме е тесна разликата, на која погледнеме самата карта. Стан она што е плаво во неколку секунди се менува и еве да ја погледнеме Пенсилванија број 1. Повторно имаме 91%. Значи 43.000 гласа, тоа е критична бројка, тоа е она што е потребно. Потребно е да добие да освои 50%, значи станува збор за бројки кои што се особено специфични, мала е разликата измеѓу 57%, значи станува збор за проценти, ако погледнеме излезноста во оваа област, например, ова е 49, 48, колку што се сеќавам, пред 4 години. Ова беше цела плава обоена, целата област. Дали демократите ќе успеат, овде е прашањето, во оваа област. И имајќи во предвид дека Хилари Клинтон има 47%, овде ова е особено тесна разлика, она што досега го имавме како резултати за овие држави. Ако ја погледнеме повторно, го погледнеме овој округ 57, Хилари Клинтон овде добро напредува. Пред неколку дена од самата кампања пред да заврши имаше половина според предвидувањата. Значи, ова е всушност не е голема разликата, но сепак е традиционално
демократска област каде што демократите ги освојуваат своите бодови и ова е нешто што е различно од претходните. Значи 51% се уште имаме можност, се уште ги очекуваме, значи станува збор за околу 70%, ова е мал округ. Повеќето од гласовите за републиканците доаѓаат од оваа област. Ова е кампањата, она кој што согласно очекувањата требаше да ги имаме конечните резултати. Ова не требаше да биде клучна област, но сега гледаме дека овие окрузи, резултатите кои што ги добиваме од овде всушност се укажуваат на многу тесна разлика. Например, Вирџинија, каде што успеа да си ги врати своите позиции, но сега се преклопуваат. Иако имаше неколку бода разлика помеѓу нив, останува прашањето дали ке успее да ги добие гласовите од округот Клауни. Ова е област која што ве гледаме јасно, сосема дека ова е Флинтон. Дженсон Каунти, Дженсон областа, каде што успеа да победи за време на примарните избори. Ова е добар знак за Клинтон, имајќи предвид дека 47% од гласовите се за неа. Мичиген, Доналд Трамп, Мичиген за Клинтон останува да видиме Доналд Трамп какви резултати ќе добие. Имајќи во предвид доколку таа победи во Мичиген, а Трамп во Висконсин, што ќе се случи овде? Ќе се намали незиниот број на изборници. Ако ја погледнеме Северна Каролина, ајде да ја погледнеме Северна Каролина, најверојатно ќе отиде во рацете на Трамп. Имајќи предвид дека станува збор за уште 4 држави кои што ги очекуваме, доколку тука победи Трамп, а во плавата држава победи Хилари Клинтон, тогаш станува збор за 61-63. Каква ќе биде ситуацијата во Нью Хемпшир? Ајде да ја погледнеме. Станува збор за областите, две области каде што ни фалат гласови за да може да победи. Она што размислувавме и очекуваме дека тука ќе победи Трамп, но во Небраска се уште не ги видовме предвидувањата кои што ние ги имавме направено. Но ова не е трка која што повеќето од нас ја очекува, но е сосема разумни предвидувањата. Ако ги погледнеме последниве неколку резултатите од последниве неколку часа, ќе видиме дека станува збор за специфична трка. Дел од државите каде што имаме јасни веќе резултати, но дополнително носат одредени промени, 65% во Висконсин, ние се уште ќе ги пребројуваме гласовите, таква е ситуацијата и во Нью Хемпшир. Ајде да видиме какви ќе бидат резултатите во наредните неколку часа. Според предвидувањата на CNN на Флорида ќе отиде во рацете на Доналд Трамп, доколку победи во Флорида, тоа би било клучна, голема разлика, голема победа за Трамп. Станува збор за 18 изборници, во моментов ситуацијата е 49,1, доколку успее да победи овде. Тоа беа нашите предвидувања. Доналд води, има 216 гласа на изборниците, а Клинтон има 197. Потребни се уште гласа за да може да го победи Трамп во Флорида. Повеќето од луѓето не веруваат дека Трамп ќе успее во Флорида. Да, тој успеа, ова е сериозна бројка која што ја освои. Она што би сакале да го нагласиме е она што го гледавте на мапите пред малку, станува збор за многу тесна разлика помеѓу нив. Воопшто не е лудо, но она ако го споредиме со нашите предвидувања, ќе видиме дека скоро и да се поклопуваат. Друга работа која што ја споменавте, се оние две држави кои што даваат гласови согласно областите. Бројот кој што е специфичен за овие области, имајќи во предвид дека се уште ги немаме резултатите од овие области. Останува се уште пред нас се уште останува да ги почекаме клучните резултатите од клучните држави. Се уште не можеме со сигурност да кажеме
дали Клинтон или Трамп води, немаме представа што ќе се случи во овие области. Уште од времето на Ал Гор и Џорџ Буш не сум видел ваква специфична трка за конкретно во две држави. Би сакала овде да позборуваме малку за Флорида, затоа што споменавте дека Трамп напомена и самиот кажа дека мора да победи во Флорида и успева во ова, ни кажува дека ни укажува на фактот, всушност не насочува да поставиме прашање кои се изборниците. Што е причината зошто останативе беа песимистични во своите предвидувања, имајќи во предвид дека овде живее голема заедница, латиноамериканска заедница. Голем број на порториканци, области каде што живеат. И доколку ова навистина се случи, тогаш се поставува прашањето за кој тие всушност гласале во? Како гласале жителите на Флорида, имајќи ги во предвид ставовите на Трамп? Ајде да ги погледнеме гласовите во Мичиген, имајќи во предвид Мичиген и Висконсин се оние држави кои што се сметаат за критични, значи 53% одат, 48% одат во рацете на Трамп, а Хилари има 47, значи се уште очекуваме гласови од овие две држави, кои што всушност треба да ни дадат 16 изборници. Овие ќе бидат и одлучувачки. Каква е ситуацијата во Висконсин? Се очекуваат 10 изборници, Трамп има 49, Клинтон има 45,8. Тоа е во моментов ситуацијата. Ајде да погледнеме, да позборуваме за најдобри, оно што Клинтон може да го направи најдобро во овие области. Најдобро што може да направи е да поработи на резултативе, доколку успееме да ги добиеме и ќе видиме дека ова е областа која што ја очекуваме да ги добиеме, ова е областа каде што очекуваме да добиеме конечни резултати. Овде на брзина да погледнеме, околу 70% гласале. Овие се држави кои што всушност ни кажуваат дека овие резултати всушност ќе бидат одлучувачки. Резултатите од Милвоки, кои што е голема област и се надеваме дека кога ќе ги имаме резултатите, всушност ќе биде сериозна бројка, сериозна победа. А кога погледнеме оваа област пак, од другава страна, тука започнавме во текот на вечерва со предвидување дека Хилари Клинтон ќе успее да освои 43%, Трамп го држи Охајо и Северна Каролина. Вирџинија се уште не е готова. Во текот на вечерта очекуваме резултати од Вирџинија, но да предпоставиме дека ќе успее да ја задржи својата позиција. Овие две држави всушност за кои што се надеваме и очекуваме дека во текот на ноќта ќе бидат одлучувачки, а тие ни укажуваат дека резултатот ќе биде можеби поразличен од она. Повеќето од нив согласно предвидувањата би гласале за Трамп, но ајде да го погледнеме и Висконсин и Мичиген, доколку ги земеме во предвид, имаме овде 24%, значи тој води, тоа би значело дека демократите ќе ги добијат резултатите. Значи 2,65, дали овие области всушност ќе бидат клучните кои што, доколку овде победи, тука имаме 22,73, Мичиген, значи 10. Ако ги поделат овие, како ќе ги поделат? Значи ова е особено значајна област, имајќи во предвид колку може да влие на резултатот на освоените бодови на електоратите. Овде имаме 10, овде имаме 4. Ако повторно го погледнеме претходното сценарио, ова е она што ни интересира. Овде околу 70%, во Милвоки, во Мичиген, околу 60%, овие се близко едно до друго. Значи, Нью Хемпшир, очекуваме резултати се уште и од другите земји.
Ајде да ги погледнеме нашите предвидувања. CNN предвидува дека Хилари Клинтон ќе победи во Вашингтон и ќе освои 12 гласа на изборниците во очекување на пребројувањето. Моменталната ситуација е 48,2. Тоа е ситуацијата за Вашингтон која што ја имаме. Доналд Трамп во моментов има 216 гласа на изборниците за разлика од Клинтон кој што има 209. Потребни се 270 за да бидат еден од нив да биде избран за председател. Во моментов се уште имаме неколку држави за кои што немаме предвидувања каков ќе биде резултатот. Очекуваме тесна борба помеѓу овие две држави. Ајде да го слушаме Џон Кейн што има да ни каже. Имаме 12 држави за кои што се уште не успеавме да ги дадиме нашите предвидувања. Доколку ги погледнеме ситуацијата, ова е најголемиот дел од областа која што не ова е Хаус дистрикт, областа која што вообичаено е републиканска и тоа не значи дека гласаат за републиканците, но тоа се нашите предпоставки. Она што во моментов не знаеме, оваа област за која што имаме 53% од гласовите, се уште немаме јасна слика. Во јужниот дел од оваа држава сепак води, но тоа не значи дека биде крајниот резултат. Станува збор за Мејн и гласовите на изборниците кои што ги очекуваме. Ситуацијата во Небраска, имаме една област која што ова е Небраска, значи ова е ситуацијава за која што велиме дека дел од нив ќе ги добијат гласовите, но немаме јасна представа. Во моментов Небраска, областа која што е клучна, особено овие две области, каде што предводат демократите, и на југ, Саут Кауни, каде што води Трамп. Она што, ако ја направиме пресметката, би требало да гледаме дека станува збор за сосема јасна поделба помеѓу гласовите, но ако ја погледнеме поголемата мапа, ќе видиме дека таа води во поголема област за разлика од него. Моменталната ситуација ни кажува дека таа е малку пред него, но сепак тоа не е јасно, затоа што ги немаме конечните резултати. Во моментов, ова се резултатите од оваа трка. Иако е напната и е многу тесна разлика, сепак ситуацијата во следниве неколку сати ќе ни покаже. Во зависност од она што ќе се случи овде, конкретно во овие области, значи она што претходно зборувавме, 66% во Хемпшир води Трамп, но сепак многу мала е разликата помеѓу Трамп и Клинтон. Во текот на ноќта гледаме ова е една област каде што се уште немаме резултати, Портсмут, која што вообичаено беше демократска за време на Обама, доколку успее да ги освои овие гласови, сепак тоа е оставено под знак прачалник. Овде исто така во овој дел 60 и во овој дел немаме никакви резултати, исто така една голема област која што Обама успеа да освои 65% од гласовите. Значи, ако го погледнеме повторно Хемпшир, се уште постојат места каде што има простор, имајќи во предвид дека ги немаме резултатите конечните. Овде имаме 100% освојување на гласовите. Во времето на Обама беше малку поразлично, доколку тука успеа, доколку во јужниве области да ги освои гласовите, исто како во северните, тогаш ќе има промена на резултатот. Овој празен дел се уште има демократи на мапата на Хемпшир, под предпоставка дека ќе успее да ги освои нивните гласови како што Обама успеа пред 4 години. Тука постои голем број на можности кои што сепак се пред неа и да се надеваме дека ќе успее. Иако станува збор за критични резултати, одредени промени, но тоа е она што ни се случува цело време во текот на ноќта. Всушност, овие области ќе бидат одлучувачки, кој од нив ќе успеат да победат. Ако повторно го погледнеме Мичиген, ќе видиме дека
47, пред неколку минути беа всушност многу бавно се менува разликата, иако е значајна разликата помеѓу двата кандидата. Ова е всушност дел каде што имаат 89% освоено. Ако го погледнеме овој дел, се уште во очекување на неколку гласа, иако не е најгусто населената област, сепак ова е демократска областа и место кое што ќе донесе, кое што всушност ќе биде одлучувачко, е за време на кампањата, како што тие кажаа, дека смета ова место, всушност ова област е срцето на демократите во Веин областа. Иако, знаете, пред неколку вечери ние разговаравме за Веин областа, но ќе видиме какви ќе бидат резултатите во останатите делови. Имаме 78%, Трамп ќе биде многу среќен со ова доколку успее да го задржи во Меклин областа. Ако погледнеме повторно во периодот на Обама, ова беше всушност неговите резултати, нешто што го имаш уште во периодот на 80-тите, времето на Реган. Ова е област која што особено е редовно во изминатите председателски кампањи ги дава своите кандидати. Дали ќе успеат изборниците на Трамп да ги освојат своите места, овде ќе видиме. Она што е 60% од Мичиген, каде што води Трамп, 75% од Висконсин, каде што води Трамп, остануваат уште две држави кои што треба да ги добиеме резултатите. Ова се предвидувањата кои што ги дава CNN. CNN предвидува дека во Џорџија ќе успее да ги освои 6 изборници, односно да победи во оваа држава. 16 изборници во Џорџија, предвидувањето на CNN. Ајде да погледнеме каква е ситуацијата овде. Доналд Трамп води, има 232 изборника, за разлика од Клинтон, кој што има 209 гласа. Повторно да кажеме, ова се специфични бројки. Џорџија е особено битна држава за победата на Трамп. Она што во моментов го гледаме е плавите држави се победите на Клинтон, црвените на Трамп, а жолтите се оние кои што очекуваме резултати за нив. Постојат различни начини да се разгледа конкретно ситуацијата, каде погреши анкетите, имајќи ги во предвид анкетите и резултатите кои што ги имавме во изминатиот период. Значи, клучните бројки кои што всушност ги дадоа не беа многу јасни. Поголемиот број од американците всушност пред започнувањето на пред самиот изборен ден извршија променија своето мислење за да можат да влијаат на резултативе. Всушност, ова е клучното нешто кое што го имавме, кое што го предвидоа, го пропуштија практично анкетите, ситуацијата со Клинтон. Сите велиме, знаеме како ќе излезе, кој ќе биде конечниот резултат од ова, но она што ми е особено битно е да видиме дали всушност оној кој што ќе изгуби целосно ќе се откаже од загубата која што ја има. Тоа беа, почитувани гледачи, последните информации со кои располага CNN. Секако очите се вперени во она што се случува денеска во Соединетите Американски држави. Морам да признам дека ова е навистина прилично напнато утро. Неизвестна битка се води, се уште не може да се каже кој ќе биде новиот председател на Соединетите Американски држави. Разликата е тесна и постојано цело утро е такви се бројките. Предлагам тука да ги погледнеме графичките прикази и бројките со кои располага телевизија Нова, да видиме како стојат во моментов работите. Режија, ако сме подготвени, да видиме колку електори има Доналд Трамп, колку електори има Хилари Клинтон и каква е во моментов ситуацијата, кој е во водство. Официјални резултати се уште нема. Се очекува дека тоа ќе биде
За скоро време резултатите односно гласовите во некои земји се уште се пребројуваат. Секако графичките прикази кога ќе бидат подготвени со оние бројки со кои располага телевизија Нова ќе ги погледнеме. Со мене во студиото е колегата Матеј Николовски. Матеј, ти имаш некои последни бројки. Што објавуваат медиумите, што велат последните резултати? Според последните резултати, барем пред да влеземе во студиото, беа дека Доналд Трамп има освоено 222 електори, додека Хилари Клинтон има 209. Аналитичарите велат дека клучната разлика Трамп ја направил во оние земји за кои предизборните анкети говореа дека ќе биде неизвестно. Повеќето ги освои Трамп. Тука е Флорида со 29 електори, Охајо со 18, Северна Каролина со 15. Тоа е прилично голема бројка од три земји. Трамп освои прилично голем број на гласови, така што иако Клинтон ја освои Калифорнија со 55, не успеа сосема да ја стигне оваа разлика. Медиумите пишуваат дека на Трамп му оди на вистина добро, може да има добри шанси да е на пат кон победа, да стане нов председател на Соединетите Американски држави, но од друга страна и има математика и за Клинтон, велат дека ако ги освои токму некои од земјите за кои се уште немаме резултати, а кои се навистина важни, како Пенсилванија, Мичиган или Висконсин, и дека и таа има Во Пенсилванија се уште се пребројуваат гласовите. Се уште се пребројуваат гласовите, навистина е тесна разликата, помало од 1%. Предпоставувам затоа нема се уште никаква проекција, сигурно ќе се чекаат да се избројат сите гласови, па да се каже со сигурност кој е победник во оваа земја, кој инаку носи 20 електори. Што е со социјалните мрежи? Доста се пишува, приметувам и дека македонците будно го следат она што се случува во Соединетите Американски држави, што пишуваат американците, какви се коментарите? Па коментарите некако може и очекувано се поделени. Поддржувачите на Трамп сметаат дека тој веќе победник, дека има водство, дека сигурно ќе победи, веќе и слават. Некои додека и оние кои се за Клинтон пак сметаат дека ќе ги освои овие држави кои се уште се неизвестни и така ќе си го осигура патот во Белата куќа. Предлагам комплетната слика од социјалните мрежи да ја погледнеме од подготвениот прилог. Изборите во САД предизвикаа голема активност на социјалните мрежи. Многу луѓе го искажуваат своето мислење за изборите, за кандидатите, за моменталните резултати. Дел од познатите личности во САД преку овие медиуми искажа поддршка за едниот или за другиот кандидат. Така, Менди Мур ги повика граѓаните да излезат на гласање, притоа јасно искажувајќи поддршка за Клинтон. Авторката на Хари Потер, J.K. Роулинг, смета дека ова се историски избори и дека се надева дека ќе победи по добрата страна. И Мадона е голем поддржувач на Клинтон и смета дека низиниот избор ќе ја спаси земјата. Поддршка за Хилари даде и Кристина Агилера, кој порача на Хилари да не се откажува. Освен со поддршка за Клинтон, има и многу твитови против изборот на Трамп, како на пример Мет Освалд, кој смета дека без оглед на конечните резултати, самиот факт што Трамп добил барем половина од потребните електорски гласови е срам за Америка, додека Ренди Кват саркастично ги повика сите бели мажи без образование да излезат и да гласаат. За разлика од Хилари, доста помала поддршка на социјалните мрежи има за републиканскиот кандидат, како што е таа од Мајкл Нотем, кој изрази задоволство од одвивањето на гласањето, кој покажува дека Трамп е на добар пат. Освен мислење за двајцата кандидати, на Твитер има и желби за подобра иднина, без оглед кој ќе победи, како и пораки за обединување на народот, но истовремено бројни се и оние твитови кои на хумористичен начин се осврнуваат на изборите. Ете така, повторно сме назад во отвореното студио на телевизија Нова. Сега ќе ја погледнеме графиката со последните бројки со кои располагаме, да видиме какви се последните информации. Како што кажав, гласовите се уште се пребројуваат. Ете во моментов гледаме. Бројките на Трамп се искачуваат, 244 електори има Доналд Трамп, а 209 електори има Хилари Клинтон. Според ова што сега го гледаме во моментов, според бројките со кои располагаме ние, во водство е Доналд Трамп, но како што напоменавме и со колегата Матеј Николовски, се очекуваме да се пребројат гласовите и во некои клучни држави кои може би и би донеле некаков пресврт со оглед на тоа што се менуваат во одреден период е во водство Хилари Клинтон, а во одреден период е Доналд Трамп.
опасно се приближува до бројката од 270 кои му се потребни за да стане нов председател, а тој води според вкупните бројки на гласови има 48,6%, а за Хилари Клинтон гласале 46,9% од гласачите. Тоа значи дека води со околу 2%, иако кажавме дека ова може да не биде најзначајно, но сепак покажуваат и бројот на електори и бројот на гласови оди во негова корист за сега. Подсетуваме 270 се потребни за да се однесе победата. Матеј, ти благодарам тука, а ние почитувани да погледнеме и да се подсетиме како се организираат изборите во Соединетите Американски држави. Многу различен пристап од оној кој ние го имаме тука во Република Македонија. Поинаку се одвива и гласањето, тоа се врши електронски, не е како кај нас позади паравани, со заокружување на гласачкото ривче. Колешката Кристина Нацева подготви прилог на оваа тема, го гледаме во продолжение. Членовите на партијата ја објавуваат својата кандидатура половина година пред да започнат прелиминарните избори, иако може да објава дури откако ќе започне процесот. Целта на кандидатот е да ги убеди другите членови на партијата во својата способност, интегритет, кредибилитет, во идеите и во она што американците го користат да опишат човек кој може да победи ривал кандидат на партијата на официјалните избори. Следат внатрешните избори во рамките на секоја земја посебно, односно 50 држави плюс Колумбија и придружните територии. Постојат два типа на гласање на внатрешните избори кои се нарекуваат примарни или кокусни. Која е разликата? Примарниот тип на избори е она што нам не е познато. На денот на гласањето граѓаните излегуваат на избори и гласаат. Кокусното гласање е малку поинакво. На одредено место, училиште, хотел, приватна куќа или слично, се собираат членовите на партијата од локалната заедница. Секој кандидат има свој ќоше во кој се групираат неговите приврзаници. Представниците на кандидатите се убедуваат да ги убедат останатите приврзаници да преминат во нивна страна. Убедувањето трае половина часа, потоа следи пребројувањето на приврзаниците. Кандидатите кои освојат помалку од 15% од приврзаници од локалната заедница се повлекуваат од трката, а нивните подржувачи имаат половина час да преминат во друга група, буквално одат во другото ќоше. Следи финалното пребројување, пошто секоја партија од локалната заедница ги испраќа своите делегати на конвенцијата на округот. Компликации. Ако мислевте дека сега се е јасно, грешите. Постојат директно избрани делегати и зборници кои најчесто се должни да гласаат во согласно со волјата на членовите на партијата. Тоа се така наречените суперделегати. Тоа се поранешни сегашни председатели, конгресмени, сенатори, гувернери и други партиски функционери кои може да гласат како што сакаат и обично представуваат 1/5 од вкупниот број на делегати. Како се утврдува колку изборници има секоја држава? Секоја држава има најмалку 3 изборника кои се пресметуваат врз основа на бројот на населението. Овој број може да се промени со секој нов попис, а пописот се организира еднаш на 10 години. Бројот на изборниците од секоја држава е еднаков на бројот на нивните представници во Конгресот, односно бројот на пратеници во представничкиот дом плюс 2 сенатора за секоја држава. Например, една мала земја како што е Вермонт има само еден конгресмен и 2 сенатори, односно вкупно 3 делегати и изборници. Огромната Калифорнија пак има 53 конгресмени и 2 сенатори, што значи дека има 55 делегати. Сепак, председателските кандидати секогаш го фокусираат вниманието и парите на само 4 држави – Охајо, Флорида, Пенсилванија и Вирџинија, кои се познати како несигурни држави. За разлика од другите 46 држави со стабилна состојба, каде што се знае дали кај победи Демократската или Републиканската партија. А што е со 11 милиони американци кои живеат надвор од САД? Звучи неверојатно, но речиси 4,5 милиони луѓе кои живеат во така наречените територии немаат право на гласање на председателските избори, бидејќи тие не живеат во нито една од државите. Значи, ако сте американец во странство, па дури и астронаут во Вселената, може да гласате по пошта, а ако живеете на териториите, немате право на гласање за председателските избори. Победува кандидатот кој освои 270 изборни гласа. Да се вратиме на оние кои имаат право на глас. Тие ги избра изборниците. Вкупниот број на изборници е 538. Победник е кандидатот за председател кој освоил најмалку 270 изборни гласа. Изборниците се среќаваат во Вашингтон, изборниот колегиум, кога и треба формално да гласаат и да го изберат председателскиот кандидат. Кои се изборниците? Изборниот систем е утврден со амандман на Американскиот устав, усвоен во 1804 година и веќе 2 века не е променет. Според овој амандман, представниците на секој од 50 држави, Федералната област Колумбија,
се представници на изборници кои се определуваат од политичките партии. Изборниците имаат задача на изборниот колегиум, тело што де факто го избира председателот на САД, да го дадат својот глас на представник на нивната партија. Поголеми компликации. Оваа година на 8 ноември американците ќе го изберат својот претседател, но шефот на државата формално ќе биде избран дури во средината на декември. Претседателските избори се одржуваат после првиот понеделник во ноември, а потоа американските граѓани во секој од државите треба да го дадат својот глас на делегираните изборници, кои пак според уставот ќе го дадат својот глас на првиот понеделник по втората среда во декември. Звучи комплицирано. Оваа година на 17 декември. Што значи ова? Во вторник на 8 ноември, американците всушност ќе гласаат за еден од кандидатите за претседател и заменик претседател. На крајот денот се пресметуваат добиените гласови. Победник е оној кандидат, односно оној табор кој ќе има 270 изборника, која добиле довербата на граѓаните. Подоцна, 6 недели после изборот, изборниците се среќаваат на така наречениот изборен колегиум, кој е дефиниран со вториот член на уставот и според кој граѓанинот ја дал довербата на изборниците да гласаат во нивно име и да го изберат претседателот и заменик претседателот. Почитувани, повторно сме назад во отвореното студио на телевизија Нова. Веќе е 6 часот наутро. Јас тука се одјавувам и студиото ќе му го отстапам на мојот колега Иван Лазаров, кој е веќе подготвен. Иван, ова утро... Ова утро со добро утро, предпоставувам. Така, добро утро. За тебе ова беше долга ноќ. Долга ноќ дефинитивно, да. Тука завршувам моето работно време, одам дома да се одморам и да се подготвам за веќе денешните обврски. Секако не очекува тежок ден и во однос на оние резултати кои ги очекуваме од Соединетите Американски држави, но и извештајот од Европската комисија за напредокот на Република Македонија. Но на што тебе те чека е да ги соопштиш официјалните резултати. Да, нив ќе ги очекуваме некаде од прилика околу некаде пред 7 часот. Практично државата Аљаска е последната која што ќе гласа, односно ќе се дознаат резултатите од незиното гласење, иако таа носи најмалку електорати, вкупно 3, нема многу да влие, така да може и во овие моменти да се практично и дознае кој ќе биде претседателот. Имено, еви предмалку стигна веста дека медиите објавуваат дека Трамп триумфирал и во Висконсин, и во Ајова, и во Џорџија, но сепак се уште CNN вела дека тоа не го потврди. Сите го чекаме CNN, имавме ние прилика и во текот на оваа цела вечер на неколку наврати да се вклучуваме во живо на нивната програма. Она што е интересно е дека Пенсилванија, Мичиген и Висконсин се главните држави и уште се пребројуваат гласовите за таму. Кога би била Клинтон готова, се знае ли? Се уште не се знае. Дури аналитичарите предпоставуваат дека може да се случи да испадне и нерешен резултат. Доколку во овие 3 држави изгуби Хилари Клинтон, тогаш и битката е за нејзе готова. Единствено може да се случи доколку изгуби во Висконсин, но освои триумф во Њу Хемшир, тогаш да биде ситуацијата пата-пата. 269 наспроти 269. Неизвестно е до самиот крај. Многу е неизвестно и многу е напнато и во текот на целата вечер многу беше блиска разликата. Да. Така и влегува во практично во овие избори, така и до самото утро кога ќе ги дознаеме резултативе се навистина неизвестни. Реков негде од прилика можеби околу 7 часот веќе ќе имаме некаков еве дека го речам официјален извештај за кој е понел победата, односно кој ќе биде идниот претседател на Америка. Се уште е рано за тоа. Еве јас можам да најавам дека нели програмата продолжува во живо уште од вчера, од синоќа од 20 часот. Веќе во 20 минути до 8 часот ќе се обрати американскиот амбасадор во Македонија, Джес Бели. Ти организираат да не го нерачем ни коктел, ни некаква си свеченост во Александар Палос од рано утрина во 6 часот. Нашата колешка Вики Стоименова е веќе таму. Предпоставувам дека со обраќањето и на Джес Бели, предпоставувам дека они веќе ќе ги имаат и првичните резултати, и затоа и ќе биде неговото обраќање. Телевизија Нова секако ќе пренесува во живо. Во живо ќе пренесува, па негде од прилика меѓу 7 и 8 часот би требало да ги знаеме првите резултати. Интересно е, ајде малце да играме со она што
можеби колегата Горан Андевски да беше сега тука со спортски термин на она што го прават кладилниците, дека практично од полнок, ако коефициентот за победата, односно сите велеа дека Хилари ќе победи, до рано утринава работите на вистина се смени и сега во полза на Имавме Трамп. можност да ги видиме токму коефициентите и на вистина е огромна разликата од оние коефициенти кои беа рано утринава до оние кои можевме да ги видиме сега. Да. Зборуваме за вчера рано утрината. За вчера рано утрината до сега, точно така. Останува, значи, телевизија нова, некаде до 10 часот ќе се занимава, ќе ги третира темите од изборите во Америка. Колешката Анита, верувам дека ќе не се јави, иако за нејзе исто така ова, дури за разлика од нас, кои што денеска поминавме во студиото и со колешката Билјана и со Љубиша, нејзиниот ден ќе биде најдолг. Практично, она уште вчера во текот на денот, уште рано утрината, од како започна гласањето во 6 часот се јави, еве, последното вклучување беше пред отприлика половина часа, верувам дека еве до крајот на изборите од плоштадот, како ќе му дојде, Таймс сквер, претпоставувам дека она ќе обзнани од лице место кој ќе биде председателот на Америка. Така, Иван, ти го отстапувам студиото, повели вам, почитувани гледачи, ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое не следевте. Секако телевизија нова продолжува со отворената програма, ги очекуваме официјалните резултати. Ова утро со вас е колегата Иван Лазаров. Од мене пријатно. Да, продолжуваме со отворената програма која започна од синоќа од 20 часот, избори во Америка, Хилари Клинтон или Доналд Трамп. Клучните држави се Пенсилванија со носење на 20 електорати, Мичиген со 16 и Висконсин со 6 помалку, односно 10 електорати. Доколку Хилари изгуби во било кој од овие држави, тоа ќе значи дека изборите за нејзе се готови, но сепак постои начин на нерешен резултат 269 наспроти 269 електорати, доколку изгуби во Висконсин, но тогаш ќе мора да оствари, велат, и победа во Нью Хемшир. Во тој случај тогаш Конгресот ќе одлучува за кој ќе биде следен председател на Соединетите Американски држави. Она што предмалку стигна како веста, имавме прилика и да ја соопштиме овде, е тоа дека медиумите објавија дека Трамп победил во Висконсин, Ајова и Џорџија, но се уште тоа CNN не го потврди. Дали во моментов тоа го зборуваат, се приклучуваме токму на програмата на CNN. Следете не и понатаму, дознаете го за кратко време и вие кој ќе биде председателот на Соединетите Американски држави. 70 to win the White House. Donald Trump inching closer and closer. Let's go back to John King as we watch that Iowa. Моменталната ситуација со Ајова е која што оди во рацете на Доналд Трамп, но ајде да се подсетиме дека ова не беше неочекувано како што е ситуацијата со Висконсин и Мичиген, не она што не го очекувавме, иако ја правиме изборната мапа ова ноќ, она што е специфично е дека Обама всушност овде ги освои поголемиот број на гласови. Ова се промени, републиканците кои што го номинираа својот кандидат председател сепак успева да ги освои овие области кои што претходно беа во рацете на демократите, имајќи во предвид станува збор за конкурентни држави кои што се особено специфични. Ако погледнеме она каде што бевме пред неколку минути, Пенсилванија и областа која што тие ја освоја, гледаме дека овде имаат победа повторно. Ако успее да ги освои овие области, особено чудно е што станува збор за голем број на држави кои што имаат голем број на жители, иако имаме мали градчиња, сепак генерално победата оди во незините раце. Во времето на Џон Бајден беше поголема. Ова е мала област, мал округ, кој што гледаме 51 за Доналд Трамп проценти. Ова се области кои што ги имаме низ целата држава, иако им Клинтон во одредени држави води,
Сепак, ова е мапата која што имавме пред 4 години. Гледате, имавме повеќе црвено, поголем дел од областите беа црвени, сега имаме плаво, но не е само црвеното кој што ни интересираат и овие сивите области каде што 53 со 58, значи сепак Трамп успева да го надмене Рони кој што во претходните избори практично доминираше овде. Не сме завршени се уште. Клинтон се уште има можност да извојува победи, но оние држави каде што се специфични, кои што знаеме дека во изминатиот период, на изминатите председателски избори, демократите водеа, сека Трамп всушност ги освојува овие територии. Тоа се овие области кои што сега ги покажувам, каде што Трамп успеа да ги превземе гласовите на демократите во овие области. Значи, станува збор за промени. Тоа се држави кои што се променливи, Колорадо, Вирџинија, тоа се држави кои што во овие избори практично ја укажаа на разликата во споредба со изминатите председателски избори. Значи, станува збор за процентуална разлика помеѓу двата кандидата, иако Трамп води. Ако го погледнеме овој округ овде, кој што ќе биде клучен за победата на Клинтон, Калифорнија, сепак може на генерално ниво да погледнеме дека клучните демократски држави всушност се во рацете на Трамп. Така да Нью Хемпшир е она која што беше специфична сега. Републиканците победуваат. Имаме 100% овде победа. Повторно. Станува збор за демократски области, Нью Хемпшир, кој што голем број од населението всушност требаше да гласа за неа. Значи, очекуваме се уште гласови, околу 50.000 гласа кои што се во очекување, за да можеме да ја добиеме конечната слика на оваа држава. Например, Сендвич, ова е област која што округ каде што во Нью Хемпшир, каде што има многу малку жители, но сепак тие ќе бидат одлучувачки. Таа помина низ овие градови, тука ги имаме републиканците со 53%. Кај погледнеме ова карта појасно, се уште имаме сиви области каде што ги очекуваме гласовите, овие се тие области каде што се уште немаме конечни резултати, ниту пак процентуално колку од гласовите отишле во рацете на Трамп или Клинтон. Тука ова е повторно се демократски, по историски гледано, демократски области кои што таа не успеа да ги освои гласовите на жителите во овие области, а Доналд е тој кој што ги доби гласовите. Каква е ситуацијата овде? Се уште имаме 75% во Мичиген, значи ова е многу тесна борба. Станува збор за околу 80.000, значи 90.000 гласови кои што се очекуваат. Ако ја погледнеме ситуацијата со Мичиген и Хемпшир, ќе се вратиме во следниве неколку секунди.